Господине Ариф, со што е вклучен Високиот комесаријат за бегалци во хуманитарната криза со бегалците, со мигрантите? First of all, let me thank you for giving us this chance to. Прво ви сакам да упатам благодарност што сакавте да поразговараме за да може на јавноста да и представиме што работиме. Уште од 1992 година соработуваме со владата и имаме помогнато во решавањето на неколку кризи со бегалци, како кризата со бегалците од Босна, кои што беа 63.000, потоа со бегалците од Косово, кои што беа 360.000 на број и постојано и од тогаш работиме со владата во менаџирање на овие кризи. Во моментов ова хуманитарна криза со мигрантите всушност е и бегалска криза, бидејќи најголемиот дел, околу 80% од мигрантите доаѓаат од земји што создаваат бегалци, така што тоа се повеќето се може да ја посочиме и да ја именуваме оваа криза како бегалска криза. Ние продолжуваме да работиме со владата за да ја олесниме ситуацијата. Дали побаравте меѓународна помош од седиштето на Високиот комесаријат за бегалци во Женева? Во моментов канцеларијата на УНХЦР функционира со 15 вработени. Тој број е веќе зголемен од бројот што претходно беше, само пред 2 недели имавме помалку вработени од тоа. УНХЦР завчера објави дека операцијата во земјава се класифицира како ниво 2, односно ниво на итност број 2, што значи дека владата, УНХЦР и партнерите не се во позиција да се справат со кризата со постојните ресурси, туку се потребни дополнителни ресурси за да се справат со ситуацијата. Што значи дека УНХЦР и процедурите ќе бидат скратени, бирократските процедури на УНХЦР, за да може полесно да се пристапи до ресурсите што се потребни. Ние веќе добивме дополнителни ресурси и уште повеќе дополнителни ресурси и поддршка ќе добиеме во следниот период. Бегалската криза трае речиси цела година. Кулминација доживеа некаде април, сега е уште повеќе, ситуацијата е катастрофална. Зошто толку доцна се вклучувате во целата работа? Не смееме да заборавиме дека пред 18 јуни, датумот кога се донесе измената на законот, мигрантите навистина многу патеа и патењата на мигрантите беа огромни. Луѓето буквално гинеа. Исто така беа ограбувани од мафијашки групи и од шверцерски групи. Со измената на законот што ја донесе владата има подобрување на состојбата на мигрантите. Морам да напоменам дека и пред законот да биде изменет, УНХЦР заедно со партнерите со Црвениот крст и со одредени невладини организации има интервенции и последните 2-3 месеца ние веќе работиме на интервенции со невладините организации, во Велес работевме и на други места. Но сега ситуацијата е таква да треба да се направат и мора да се направат повеќе интервенции и тоа е потребно. Ситуацијата на границата со Грција ескалира, во меѓузоната состојбата е катастрофална. Дали размислувате таму да отворите шатори за бегалците, каде што би се заштитиле од сонце, од дожд и би можеле да преспијат? Во однос на зелената област, односно меѓузоната, граничната меѓузона, таму можам да кажам дека е потребна интервенција. Кога ќе речам дека е потребна интервенција, тоа не значи дека сега во моментов нема интервенција, бидејќи сега како што ние додека зборуваме, во моментов има интервенција, има мисија од канцеларијата на УНХЦР од Скопје и од канцеларијата од Атина. И исто така градоначалниците на Гевгелија и на Кукуш соработуваат за да се направи и за да се овозможи поголема интервенција.
и до сега таму постојано се прават интервенции од страна на тимовите на УНХЦР, на Црвениот крст и активисти од невладиниот сектор кои што секојдневно носат храна и други ресурси што се потребни за мигрантите. Значи постои интервенција, но секако потребна е дополнителна и поголема интервенција. За да се направи тоа треба и да се донесе договор помеѓу двете власти за тоа како треба да изгледа интервенцијата, и јас се согласувам дека треба да се пружи повеќе поддршка и УНХЦР е подготвен да помогне и да го поддржи системот што владата ќе го понуди како префериран начин да им се помогне на лицата што се заглавени во меѓузоната. УНХЦР е и повеќе подготвен да помогне да притрча со помош. Кога сме веќе кај овој дел, морам да прашам дека вчера невладиниот сектор обвини дека УНХЦР потврдил во делот кај сириецот кој што почина, односно неговиот син кој што беше дојден од Германија, останал на границата, немало кој да го превземе и да го донесе во Македонија. Тоа било очекувано да го стори УНХЦР. Зошто? Во овој конкретен случај запознаен сум за несреќниот случај во кој што татко почина од срцев удар и потоа детето, неговото малолетно дете, остана непридружувано, и во таков случај постои систем во државата кој што ги згрижува децата кои што се незгрижени, односно без родител. Тој систем се состои од полицијата, од Министерството за труд и социјална политика и згрижувачкото семејство. Ние го следевме случајот околу детето и тој беше затворен. Имаше братот на ова дете, имаше проблем да влезе во земјава и затоа бевме информирани, бидејќи граничните служби имаат процедури, братот патувал со документи со кои што не му било дозволено според процедурите на граничните служби да влезе во државата, и заради тоа тој ни се јави, стапи во контакт со нас и ние направивме интервенција. Нашиот тим на УНХЦР имаше интервенција и потоа му беше дозволено, заради интервенцијата на братот му беше дозволено да влезе во земјата. Жал ми е што братот имал потешкоти во планот да влезе во земјата, но по интервенцијата на УНХЦР тој можеше да влезе за да се погрижи за неговиот помлад брат и секако и да го земе телото на неговиот покоен татко. Многу е важно да се спомене дека УНХЦР ги мониторира постапките на институциите, посебно кога се работи за деца кои што се одвоени од родителите или кои што се без родители. Значи ние продолжуваме тоа да го правиме. Дали сте подготвени да интервенирате и како во случај да се затвори границата со Унгарија и бегалците останат тука? И на кој начин? Управувањето со границите на земјата е одговорност на самата држава. Тоа што УНХЦР и Обединетите нации го бараат и сакаат да го видат е резултатот од управувањето, односно управувањето со границите да не ги крши правата на луѓето. Например, ако одредена земја изгради зид и заради тоа луѓето патат, треба да се обезбеди систем што ќе им помогне на луѓето, бидејќи луѓето кои што бегаат од своите земји заради тоа што таму им се прекршени и нарушени нивните човекови права, при бегањето повторно да им се кршат човековите права е навистина неприфатливо, бидејќи тука може да се јават шверцери, може да се јават мафијашки групи или изнудувачи кои што дополнително би ги кршеле човековите права на овие лица. Значи, доколку има
прекршување на човековите права при управувањето со границите, тогаш УНХЦР дефинитивно ќе го крене гласот и ќе проговори против прекршувањето на човековите права. Навистина се надеваме дека нема да има потреба од такви сценарија и дека нема да се заглават луѓе, мигранти помеѓу граници. Би сакал да ве уверам и вас и владата дека ние сме тука за да понудиме хуманитарна помош за сите лица на кои што им е потребна. И доколку ситуацијата се влоши и ескалира, ние ќе соработуваме блиско со владата и ќе помогнеме за да се ублажат последиците од таа ситуација.